Сакам пред јавноста директно да му поставам прашање на овластениот предлагач, министерот Иво Ивановски. Веќе е јасно дека во овој момент носиме закон, чие име би било многу поправедно и многу пореално да носи наслов Закон за медиумски мрак. Сакам да ве прашам, вашиот концепт предвидува концентрирање во рацете на една личност на вкупната моќ за контрола на медиуми, на сите медиуми, печатени, интернет, радиодифузери. И веќе е јасно дека неговото име ќе биде Зоран Трајчевски, председател на партиската комисија за транспорт и врски на ВМРО ДПМН. Колку плата ќе зема господинот кој ќе има вакви надлежности и кој ќе располага со невидена моќ да спроведе медиумски мрак во Републиката? Ако неговите колеги од Советот, 7 луѓе, кои 7 години ќе примаат месечен хонорар од 1500 евра, нивните плати каде што се вработени секако редовно ќе ги земат. Овај хонорарот, колку да преживеат месецот? 1500 евра. И дополнителни трошоци што им следуваат согласно закон. 7 години. Па дозволете, ако ги гледате и споредувате надлежностите на Советот, јасно е дека е предвидувате тие да се главоклимачи, а господинот Трајчевски да е екзекутор. И затоа не ви држи аргументот кој навистина апсолутно ја открива вашата намера. Велите, стручните служби ќе имале компетенции и знаења да спроведуваат сериозните надлежности што ќе бидат предвидени со овој закон на агенцијата. Ама да подсетам, во една од алинеите надлежност на директорот Зоран Трајчевски ќе биде, цитирам, ќе одлучува за вработување и распоредување на стручната служба. Каде е овде системот на контрола? Што тоа Советот ќе го избери Зоран Трајчевски? Ајде ви се молам. Зоран Трајчевски веќе е избран на извршниот комитет на седница на ВМРО ДПМН. Тој веќе е избран. Недозволиво е да носиме закон за вака сензитивна област како што е медиумската област, во кој еден човек ќе прима директни наредби од Груевски и фамилијата да спроведува ништо друго, медиумски мрак. Да подсетам само и пред јавноста колку на Груевски му е важно да спроведе комплетна контрола врз медиумите. На 25 јули, веднаш по предвремените парламентарни избори, кога се случи онај навистина прочен пазар Груевски Ахмети, највулгарен политички пазар во историјата на Република Македонија, за да добие контрола политичка врз Советот за радиодифузија, Груевски надуи им одстапи, измени на законот за јазик, за знаме и амнестија на хашки случаи. Толку на Груевски му е важна ова политичка контрола. И сега апсолутно е јасно што стои во законот. Еден човек, директно контролиран, ќе спроведува медиумски мрак. Затоа ќе го искористам деловничкото право на крајот од амандманската расправа сериозно да предложам промена на името на овој закон. Што патем за болја на вистината и како врв на лицемерие сте го значиле со европско знаменце. А овој закон е апсолутно закон брат-близнак на веќе скандалозниот закон што Орбан го примени во Република Унгарија. Ама не помина низ европското сито.